Кривопаланчани не дозволуваат да скасне споменот за сограѓаните кои се гинаа во војниот конфликт во 2001-та. Во чест на Момир Стојановски, Јане Јакимовски и Горан Стојановски, а по повод 7 мај, денот на полицијата, беше положено свежо цвеќе пред спомен обележието на бранителите пред полициската станица во Крива Паланка. Должната почит ја одадоа семејствата на загинатите херои, општинската делегација предводена од градоначалникот Алексовски, пратеничката Митовска и бројни колеги од посебната единица на полицијата, Македонскиот полициски синдикат, представници на Министерството за внатрешни работи и членови на Сдруженијето Херои на Македонија. Нека им е вечна слава. По меморативната свечаност во спортската сала Петар Попарсов се одржа 14-тиот меморијален турнир во мал фудбал во организација на полициската станица од Крива Паланка и Македонскиот полициски синдикат. Ова на некој начин е мало сеќавање на нив, е сеќавање од страна на сите нас, од страна на вас како колеги. Нормално дека семејствата никогаш нема да ги заборават, но и на нас како сограѓани. Овие луѓе загинаа, го дадоа најважното што го имаат, тоа е својот живот за Република Македонија и тие заслужуваат да бидат незаборавени, заслужуваат да се паметат. За незаборав во името на нашите колеги. Им посакувам на учесниците достоинствена, викиншка и фер плей борба и нека победи најдобриот. На надпреварот, освен домашните екипи од Центарот за возила, единицата за обука и поддршка, полициската станица за гранична контрола и за граничен надзор, царинската испостава, Сдруженијето Горјан и здравствениот дом, учество зедоа и екипи од Кратово и Свети Николе. Најдобрите добија пехари, а ќе земат учество и на централниот турнир. Ние како Сдружение Херои на Македонија на загинатите бранители секогаш сме вклучени во активности во чест на загинатите бранители. Така да секоја година се одржуваат турнири во мал фудбал низ градовите кај што има загинати бранители. Победичите екипи после настапуваат на централен меморијален турнир кој се одржува во Скопје во Борис Трајковски под покровителство на Министерката за внатрешни работи.
Институциите кои се задолжени да го бранат достоинството и територијалниот интегритет на Македонија и во иднина ќе стојат цврсто како штит за својата татковина, а сите жртви дадени во минатото беа и ќе останат достоинствени херои, запишани во историјата и во душата на нашата родна земја, беше порачано на денешниот собир.